Добро вечер, вие слушате Радио Калан 103. Ова е емисијата Данс е Макабре со 443-тото издание, кое што ќе биде именувано како составен делов склоп на серијал кој ќе гласи Раритет, односно избор на домашни музички остварувања, односно албумски остварувања пред се, кои што сметам дека содржат квалитети за кои што вреди да се позборува во текот на оваа емисија и сметам дека тоа се пред се исклучителни изданија кои содржат одредени движења во нашата музичка сцена на кои што треба да се обрне внимание, затоа што тие се сепак некаков голем исчекор во иднината која што ќе биде за доброто на сите нас. Пред се, овој серијал на епизоди од Данс е Макабре посветени на рецензирање на домашните албуми, кои се појавуваат во текот на емитувањето на емисијата. Предходно гласеше The Macedonian Chainsaw Massacre, аналогно на самиот саундтрак на култниот хорор филм, со оглед на тоа што дискутира во тие пред се 6 епизоди за изгледот на метал и за рок-н-рол сцената и нејзините проблеми и потешкоти пред се со цел да бидат надминати, кои повеќе од потребно пред се беше да се постигне тој скок за со меѓусебна соработка за сеопшто добро. Меѓутоа, интересно на Данс е Макабре се прошири и на преостанатите музички стилски изразувања, како што од секогаш тоа била тенденција на Данс е Макабре да го прошири својот обем на интереси, така што потребно беше да се преозначи оваа концепција на емисијата на Раритет, односно да се потенцираат исклучителните изданија кои што се ретките проблесоци на квалитет кои е повеќе од потребно сите љубители на музиката да ги преслушаат и пред се да дискутираат за нив, заради тоа што ако не се разговара за овие квалитети може да се заборават или занемарат. Со оглед на тоа што живееме во доба на ковид кризата, имаме забрана за носење на цели бендови во радиото, па додека сме оневозможени да го слушнеме процесот на создавањето на овие дела, мене тоа нема да ме спречи да ги потенцирам пред се квалитетите кои ги имам забележано, со надеж дека ќе бидат доближани до слушачкиот аудиториум. Во моментот кога ќе биде извојувана победата против корона, ви ветувам дека ќе ги покана музичарите да ми гостуваат во емисијата како и претходно, за да може на долго и на широко да продискутираме пред се за процесот на создавањето на нивните раритетни дела. По тој повод денес избрав две долгосвиречки и две кратки изданија за кои ќе ви говорам во текот на 443-тото издание пред се на Данс е Макабре, односно ќе говорам за албумите Rural на Cobalt Code Unit, Акт 1 на Искра, Стихилизам на Стих Наумов и Рандом дестинација на Дактилис. Од тоа што започнавме оваа емисија со Стих Наумов, односно со три композиции кои што се наоѓаат на нивното EP издание Стихилизам, односно ја слушнавме во ведната Јас не сум, потоа следуваше Како да нема утре и по неа беше Под таа капа. Во продолжение ќе ги слушнеме и преостанатите две композиции на ова одлично EP издание, за кое што ќе ви говорам по нивното преслушување, односно ги слушаме Морници на церемонии и ги слушаме Од сака до саглам и потоа се враќам во етер да ви говорам за Стих Наумов, односно за нивното EP издание Стихилизам. Данс е Макабре е емисија во која 12 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Целта на емисијата е пред се да се доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 443 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 3 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре, 443-то издание, во кое што ви говорам за 4 исклучителни домашни албумски остварувања. Имено првото кое што во целост го преслушавме е EP изданието Стихилизам на Стих Наумов. Станува збор за едно хип-хоп EP издание, односно
модернизирање на звукото од бумба перата во светски рамки, односно хип-хоп кој што се создавал во 90-тите и 2000-тите години кај нас, односно работен по параметрите на светските стандарди во рамките на ова музичка сцена. Односно во овој бенд членуваат Влакс, односно Кирил Стоименов од Анал и Мартикс, односно Мартин Милев, кој што се составен дел, односно MC-ата во Стих Наумов, додека пак Филип Фундамент е човекот кој што работи на битовите на ова издание, односно продуцентот на ова дело кое што беше издадено на 28 мај 2020 година, а микс и мастер е работен на Трилијан. Каверот на ова издание е сработена страна на Дарица Заревски, кај што ги имаме фотографиите на MC-ата со еден пропратен лик кој што се појавува на самата обвивка. Во внатрешноста на ова дело се наоѓаат 5 опасни композиции кои ги содржат најзначајните елементи кои треба да ги поседува еден хип-хоп колектив на самата сцена, која малку по малку ги заборава овие мерила кои што треба да бидат воспоставени, односно тоа се пред се убиствените битови и стиховите кои што имаат смисла, односно кои што содржат тежина и содржина која на веш начин е доловена со помош на самиот рецитал. Изданието започнува со "Јас не сум", тука не го имаме во заграда со оглед на тоа што е конструирана на еден интересен начин оваа композиција. Започнува со дете кое се представува. Кое? Кај што се представуваат всушност двајцата MC-а во продолжението на темата, кажувајќи дека едниот не е пиун кој што штити кралеви од мат, туку е ловец во топовска кула со крвав автомат, а другиот е она гнилото во земјата Данска, односно меланхолијата во Joy Division, алчноста од која се распаѓа бендот, но е страстен како вертер, кој што потекнува од град кој е трул однатре, како што може да забележиме од нивните стихови. Едниот MC негира тоа што не е, а другиот потенцира што е, односно што представува, надополнето со рефрен кој убаво ги посочува кои се идеалите на раперите кои немаат жигови на смртта на нивните чела во борбата против луѓето зомбија кои месеачарат ни самиот живот. Така што ова е композиција која ги представува идеалите кои ги содржат и против кои пред се кривогледите, против кои што се борат на лириско рамниште пред се Стих Наумов. Како да нема утре е втората композиција која го потенцира живеењето во супермаркетот на порази, кај што еден оброк имаме во аптека, а еден оброк во кафана, во свет во кој секој квази колумнист што ја силува слободата по евангелие на Цукерберг, за да се потенцира да се мразат наредби, да се уништи процесорот, да не се клече на агресорот, односно Бог да се удри на професорот. Ова се римите кои што се надоврзуваат со тоа што се потенцира да се забали секој учебник, да се биде активен ученик, односно потенцирајќи го надоградувањето на менталниот капацитет на слободната мисла која треба да ја имал младите, на кои што ќе им биде препуштено, ќе ја преземат пред се иднината на државата, односно го калемат пресвртот во светот на иднината кој што би доаѓал од младите кои што треба да демонстрираат непокор на здравото за готово, односно сватената лекција која што им е наметната без разлика дали таа е вистинита или не, односно потенцираат поривот за постојаното поставување на прашањата и постојаното водење на дискусијата за различните мненија за да се дојде до повисоко знаење за испознавање на нештата. Под таа капа е композиција која што започнува со пијано со пропратни джездувачи и семпл од изјава во која се потенцира хип-хопот како изгледал бумба перата, за потоа да се посочи што точно треба да биде, односно да ја содржи голготата на хардкор средношколскиот бенд,
заради тоа што не се во тренд денес умови без диригент, како што потенцираат само идни бивши луѓе, кои што имаат срца полни со цемент, значи потенцираат тука вторите биди ти, но види си низ туѓа призма, биди свој, но чекор број во туѓа чизма, каде што потенцираат за бол, катаклизма, успех и харизма како сплет, како амалгам на сето тоа што ја прави една индивидуа да биде тоа што е. Значи, композиција во која неизменично Мартикс и Влакс разменуваат по 8 барови, избегнувајќи го концептот кој што претходно го забележавме со рефрен и поединечно излегување во зададена строфа, што па во оваа композиција е одлично доловено со нивното надополнување еден на друг и се создава дополнителна динамика. Значи, има опасно мото во овој бумбап, кај што не мора да читате помеѓу редовите, едноставно прочитајте ги самите редови, заради тоа што содржат чиста мисла и многу лесно ќе дојдете до суштината за која што ви говорат овие артисти. Четвртата композиција е Морници на церемонии, односно една хорор тема, нивниот петок 13, која започнува со односно нивниот црн петок, која што започнува со невестата во црно и сопруг пред време починат, со изведувана во свадба со мртов зомби девер. Прекрасен премин настанува со надоаѓање на бит пред да се протнат френетичните дирки, кои во сегмент во кој што се потенцира дека колку платата е помала, толку погребот ќе биде повесел и доблеста е џуџе наспроти парата джинон, значи тоа се тие вредности кои што се кршат со реалноста и говорат за прокобата која ги нагризува луѓето кои потиснуваат, односно присуствуваат на клета свадба со кобно оро и погреб на кој се исмева пред се починатиот. Значи тука е потенцирано тоа кршење на вредностите за кои што се заговара. Меѓутоа не содржи рефрен, но еден моќен слоган е поседувала композиција како што е какво е поднебјето, такво е подземјето. И последната композиција на ова EP е Од сакат до саглам, односно тема која што започнува со семпл од војна врз елегична музика, подсетувајќи ме на моменти и на скопска ситуација, подсетувајќи ме на преостанатите композиции на Саф од минатото. Тука се потенцира биди сакат, биди копиле, омилено на тие што те плаќаат, за да бидеш сега се што не ти годи, дај ми билет и да се губам од тука. Значи тоа се двете концепции кои што потенцираат во каква позиција се наметнуваат луѓето да бидат поставени и да уживаат во нив, наспроти потребата да се бега од ова сфера што е можно подалеку, заради тоа што немам поправање очигледно на ситуацијата. Мартрикс го опишува кошмарот со кој што го доживеал со помош на војниците, односно PTSD во кој што се менува мирен сон за секој орден добиен, како една убава паралела со сето тоа што го слушаме и на звучен план, на метонимија. Пушки тешки за носење потенцирано е, потешко е да се остават. Тоа е уште една метафора реферирана за теговите кои што војната ги остава зад себе и одлуката дали да се продолжи или не. Ова е композиција за исполнување на туѓи наредби, за туѓи идеали, против доброто на своите блиски пред се. Нели што и самата символика со метафората за војната што ја содржи. Едно покорно подклекнување на военото лудило, кое што па и си носи своји жртви и по завршувањето на самата војна, како една метафора, нели, за слугувањето на генералите, за кои, или предпоставените, ако веќе ја земеме, ја прошириме метафората, за кои што умираат луѓе без рвет да се спротивстават пред се со помош на здрав разум, наместо послушно да им бидат покорни и да им служат, односно во ова модерно робовладетелство во кое што живееме. Одлично просветлување е ова EP издание. Не за џабе ги спомнувам Саф, заради тоа што тие, например, во минатото умееа со сафизам да ја разбудат хип-хоп сцената, така што
Прекрасно е тоа што овој модерен бум-бап може да зададе шамар врз екзистентните трап артисти што не умеат да состават една просто проширена реченица, ниту пак да се опремат со социокритика, за да го мотивираат слушателот пред се да размислува со својата глава, да се спротистави на авторитетите кои го злоупотребуваат низ годините и децениите и да се создаде подлога за посветла иднина за себе и за наредните поколенија, наместо да биде покорен извршител на туѓата волја, задоволувајќи се нели со бедата со која што го прехрануваат, станувајќи овца во дополнително во стадото, додека се богати одреден овчар. Сега, очекувам долгосвиречко издание од момците, на кое Филип Фундамент ќе не подсети зошто е важно да се презервира бум-бап битот, да се семплува джези фанк, а Кирил Мартин со смела социокритика ги потенцираат пред се аномалиите на општеството, но и на луѓето на кои удобно им е да ја продадат нивната мисла, да говорат и да работат како што ќе им се каже, меѓутоа не се подготвени да застанат за зборот кој што би го искажале, воден од собствените пориви, копнежи и стремежи кои што би ги имале. Да не заборавам само дека изданието е уште едно издание, да не заборавам само на Фундамент, кое што беше издадено пред 3 години. Конкретно тоа е соработката со Јантар, напоменато како Успаванка за смрт, кое што беше исто така едно одлично реализирано издание, кое што претходи на оваа соработка која што ја има со Стих Наумов. Така што само да го заокружам ова мое излегување со мотото на албумот, кој што потенцира дека идејата ќе остане, но само преку делата. И делата се тие кои што треба да сведочат нели за големината на луѓето. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и ќе слушаме композиции во продолжение кои што се наоѓаат на EP изданието Акт 1, односно првото краткометражно, односно кратко издание на Искра, за кое што ќе ви говорам во продолжение, односно можеме да го преполовиме, чисто колку да слушнете за каков призвук станува збор, а потоа ќе влезам во етер за да ви говорам за сето тоа што го содржи ова богато издание. Значи ја слушаме во едната 88-89, нивната My Desire, односно која што беше кронисана со еден видео запис по промоцијата на ова издание, и ќе ја слушаме одличната меланхолична Raindrops во која што гостува Симе од Super X. Така што во продолжение слушаме одличните Искра. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре со 443-то издание, посветено на прегледот и анализата на 4 исклучителни домашни албумски остварувања, односно во продолжение ќе ви говорам за деби изданието Акт 1 на Искра, односно домашната музичка сцена се возобличи благодарение на појавувањето на оваа прекрасна групација на искусни музичари од метал и рок-н-рол бендови кои ја споија креативната енергија да создадат нешто сосема поразлично од тоа пошто се препознаени на нашата сцена. Имено станува збор, како што можете да забележите, за Synthwave, односно за некои гласи Future Synth, за други Retrowave, кој како милува така нека си го означи овој правец. Музика која може да ја создаде исклучиво електронски бенд, како што беше случајот, например, со неколку такви итерации какви што имавме во минатото. Прва која што им паѓа на памет е КННТ, односно музичари кои што пред се инструменталисти, а не диџеи кои што ставаат само леери на песни. Па затоа за мене секогаш прединство ќе имаат бендовите кои што ја свират музиката, а не само ја лепат на Fruity Loops, затоа што таа е колизија на различни музички искуства кои што се обединуваат во една сингуларна креација со сечие интерферирање помеѓу себе,
и тие внесоа огромно освежување на музичката сцена, носејќи ги влијанијата пред се на Night Drive, на Dance with the Dead, на Carpenter Brut, на Laserhawk, на Power Glove, Mega Drive, Miami Nights 1984, VHS Glitch, The Midnight, Survive, Perturbator до некаде. И сите артисти кои што краделе нешто од музичката оставнина на Џон Карпентер и го збогатиле овој музички правец, мене нината музика ме подсетува на ретро аспектите на 80-тите и 90-тите, кога сум растел, ме подсетува на аркадни игри на флипери, со кои сум се обидувал со што е можно помалку жетони да стигнам до некое понапредно ниво на Cadillacs and Dinosaurs, на Snow Bros или на Double Dragon, на сайд-скролери на Nintendo со пред се загреан адаптер, додека сум се обидувал да го предерам Супер Марио, да го завртам, да се мачам со одумирање на контра или па да уживам во играњето на Wonder Boy. Подсетуваат на возење навечер, на потенцијал на иднина и бегство од сегашноста, како и на секојдневно пречвакување на аудиокасети од страна на касетофони, уништувајќи фрагменти од лентата кои што па остануваат во сеќавање ден денес кога и да се обидам да преслушам некоја од дигиталните композиции. Подсетуваат на збирање од домови за гледање на забранети видеокасети како некаков си символ на растење, за фрлање поглед на светот на возрастните, значи едно навраќање наивно кон носталгичните побуди на сечие детство. Меѓутоа, содржат и футуристички елементи, кај што се активни во концепцијата на бендот, затоа што имаат осмислено позадина на делувањето на овој бенд, составен од четворица артисти, односно Виктор Андоновски, Владимир Петковиќ, Бобан Крстев и Михаил Наумов, кои што пронаоѓаат чип од иднината, кој содржи многу важни информации. Пред се тие успеваат да го декодираат чипот, а информациите до кои само тие имаат пристап, ни ги пренесуваат преку музиката и анимацијата. Во нивните видеоспотови можеме да забележиме дека во 2088, односно 89 година, голема корпорација се заканува да го уништи градот. Една банда на решителни индивидуи го сочинува отпорот против оваа SF дистопија, составени од една екс-детективка која е нечесно изфрлена од тогаш приватизираната полициска сила низ градот, еден хакер кој преку ден работи за истата корпорација која што тој и неговите пријатели сакаат да ја урнат, а навечер се бори против неа, нели? Неговиот робот и еден батка од Драчева, кој е задолжен за безбедноста на корпорацијата, незино обезбедување, кои па се одлучиле да ја нападнат и да ја урнат корпорацијата, да го спречат ширењето на низиниот отров и да го спасат пред се народот, нината. Но пред да го направат последниот напад, тие решиле да испратат чип назад во времето, кој ги содржи сите информации за нивното действување и изгледат пред се на светот со надеж дека некој ќе ја спречи ситуацијата, уште пред таа да се случи и да претвори во несакана, да се претвори пред се во несакана и неизбришлива реалност, против која нема да може ништо да се спроведе како во најдобрите книжевни и филмски SF дистопии. Одличен е овој пристап на создавање на аватари од иднината, дигитални ликови, налик ликовите на Горилас, кои се олицетворение на визуелниот примат на бендот, кој неодамна го имаше својот прв настап во живо на филмскиот фестивал, односно на Бош фестивалот, и се надевам дека ќе може нивните позитивни музички вибрации да ги прошират на повеќе бини низ државата. Најпрвен ќе мора нели да се изборат против корона, за да може да направат концерти, за потоа да може да го совладаат корпоративниот непријател во државата. Другата паралела која што ми буди визуелната естетика на овој бенд е аниме верзијата на Ghost in the Shell, односно филмовите и серијата, со оглед на тоа што и таму имаме групација на борци против злото во футуристички свет, разработувајќи ги нели проблематиките на трансхуманизмот на едно сосема поразлично ниво. Логото на бендот со прстените околу него, кое е анимирано на почетокот на видеоспотовите, ме подсетува на сомнителните логоа од VHS компаниите од 80-тите, како Вестрон и како Canon Films.
Првата композиција која што го отвора ова EP 88-89, песна која е одличен избор за воведен во албумот, композиција која го прикажува пред се светот во 2088 година, тој што ни предстои, тема во која доминира сайбер призвукот на синтесайзерот, која започнува тивко, но штом го улови ритамот се напластуваат за разните сайзери со својата мелодија, символизирајќи ја дистопијата на технократијата која што предстои. Во видеоспотот ги гледаме одметниците како се возат покрај хотелот Бабилон и корова Милк Барот, додека луѓето се обземени со зракот на мобилните уреди, наспроти нивното возење низ градот. Навечер го забележуваме шематскиот приказ на мапата, односно изгледот на самиот чип. My Desire е втората композиција, најновиот видеозапис на бендот, во кој што можеме да слушнеме и роботизиран глас, кој ги потенцира страстите на машините. Во видеоспотот го гледаме бендот како свири во корова Барот, а членовите на Отпорот се исто така на оваа локација, како што, например, Драчевчанецот е главниот лик, околу кој има поголем број на девојки, кој оди да игра на флипер, играјќи со неговиот лик, тепајќи ги противниците, но во самата игра има помош дури од Миксик и од Зеус Меус, со една шеговита ситуација во која што се пресретнува со нив. И прашањето кое што се поставува во овој видеозапис е кој е тој што го има најголемиот скор на флиперот, што е подпишан како JGD. Тоа е мистеријата. Raindrops е третата композиција, каде што гостува Симе од Суперхикс. Ги открив со оваа композиција на нивниот канал, со која го привлекува моето внимание, една сентиментална композиција, за која во видеозаписот знаваме за случувањата во поглед на екс-детективката, која живее во зградата Перун, кај што навираат флешбек спомени од едно друго време, кај што со незината пријателка шетале по снег или пак спомени на плажа, кај што се заедно, меѓутоа исчезнуваат туѓите стапалки, ги забележуваме како се возат на скутер, така што оваа композиција содржи едно меланхолично навраќање на спомените, на носталгија за личноста која што остава празнина во животот на детективката, символизирано пред се од незиниот шешир кој што се уште таа го поседува во незиниот домен на Black Mirror San Junipero епизода, каде што Симе од Суперекс дополнително го засилува таговниот набој со неговото соло на саксофон, додека се тушира детективката реализирано во видеозаписот. Значи една сентиментална, една меланхолична, една елегична пред се тема во која што можеме да ја забележиме и таа другата страна која што не се базира само на фуриозен репетитивен бит кој што поседува овој бенд, така што има други слоеви контексти во кои што допира оваа тема и го проширува нивниот музички диапазон. Четврта композиција е Taken. Во оваа композиција гитарата ја има доминантната улога со милозвучните рифови кои одлично го надополнуваат елегичниот призвук, проследен со еден позадински шепот на Taken Away. SOS е петата композиција со препознатлив ретро-вейв синт, кој што го наслушуваме како експлозивно ја започнува песната со пропратни премини на електронскиот тапан. Овој повик е за помош може би испратен од минатото преку добиениот чип, а може би е само една предвесница за немилата иднина, која што треба да се спречи. Enter Union Zero е шестата композиција, албумот го завршува уште една пулсирачка тема и ми се допаѓа тоа што бендот не забегува во етерични и амбиентални води, искрено на синтвейв артистите кои што умеат да го направат тоа, меѓутоа избегнуваат искра да заминат на тие правци, кои што за мене искрено се несодржајни и мрзеливи, па затоа ме радува што музиката на Искра е вибрантна и несопирлива, одразувајќи ги нагласените ритмички сегменти на овој правец. Во видеозаписот забележуваме како во луп се напоменува дека хероите се наоѓаат на видиковец со поглед над футуристичкиот град и неговите видеобимови, продолжувајќи ја престојната борба со корпорацијата. И да не ја заборавам само и да ја напоменам соработката помеѓу Искра и Драги, именувано како Synth Slaughter и Nick Wave, композиција која не се наоѓа на изданието, меѓутоа е создадена
исто така во овој период на работењето на EP изданието, проследено со видеозапис на Луп, кај што Драги заедно со екс-детективката во манир на Тропските горештини имаат летни авантури, кај што доаѓа до израз ритам секцијата во оваа композиција, што говори за разноврсноста пред се на звукот на бендот и можноста за соработка пред се со други артисти. Сега ми се допаѓа тоа што неколку од композициите имаат приказна за потеклото на, пример, екс-детективката и на Батката од Драчево, па убаво би било да дознаеме зошто се вклучени роботот и хакерот во борбата против корупцијата на конгломератот и преценивните пориви за борење за подобра иднина. Ова е едно одлично EP издание, кое што се надевам дека ќе биде проширено со долгосвиречки изданија кои што ќе ги добиеме во иднина од Искра, и ова нема само да биде еден сайт проект, кој ќе биде ќе продолжи да биде едно пријатно освежување на домашната сцена со овој прекрасен диапазон на звук кој што го поседува овој бенд во продолжение. Ќе ги слушнеме композициите за кои што ви говорев, односно Taken, SOS, Enter Union Zero, и ако имаме време ќе ја слушнеме и соработката со Драги, кое што представува составен дел од досегашниот опус кој што го имаме од оваа искра светлина во мрачните лавиринти на македонската радиотелевизија. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дан се макабре, 443-то издание, во кое што преслушуваме 4 исклучителни албумски остварувања, имено ја преполовуваме емисијата и доаѓаме до музиката на Cobalt Code Unit, односно до нивното албумско остварување именувано како Rural. Станува збор за Jazz Trio, ова е прво нивно долгосвиречко издание на момците со потекло од источните краишта, кои музичкото наследство од тоа поднебје умеат да го амалгамираат со авангардниот джез, односно Благојче Томески, кој што свири на кларинет, сворче ударни инструменти и ги позајмува неговите вокали за изданието, Благоја Глигоровски, кој што свири на гитара и синтесајзер, член на А на О, како и Драган Теодосиев, кој што свири на тапани, неговите тој членува и во Шок Труперс, во Светлост и во квартетот на Јордан Костов. Ова издание е компонирано од тројцата негови членови, е снимено во студиото Алшар на Ивица Јанкуловски на 1 март 2020 година е изданието, односно е снимањето, миксот и мастерингот е на Владан Дровицки од Сетстед, а извршни продуценти се Владан и Мирко Попов. Изданието е за подлейбелот PMG Jazz. Изданието е составено од 4 композиции, во кои што првата, Astral Stock, е буквално половина од самото издание, кое што започнува со какофонична фузија на инструментариумот, содржи едно прекрасно мрачно смирување на музичките страсти, кај што доаѓа до израз пред се нанизот на гитарата и кларинетот, додека октоподските раце на тапанарот го исполнуваат просторот со неговите символи и акценти, создавајќи несопирлива звучна езотерија, една ориенталност предводена од дувачките инструменти во колизија со западната джез авангарда. Тука уште се забележува нивната медитативност, односно шаманско проникнување во оностраното со помош на нивниот мрачен обред, пропратен со еден вокален извик, кој што па понира од некаква си церемонијална практика, импровизација вкоренета во ритмиката на ова поднебје, односно мело со неправилни делници, вешто надополнети со модерен фри джез, во што се состои ексцентричната убавина пред се на музиката која што ја создава ова моќно трио. Една музичка одисеја е Astral Stock, едно клето космичко оро, ако може така да го напоменам. Втората композиција е Static Discordance, која што
започнува од заседување на акцентираниот перкашен до развлекувањето на пасажите на гитара и пробудувањето пред се на кларинетот, што ме подсети на моменти на музичките поигрувања кои што Fighting Windmills ги имаат во нивниот стил, меѓутоа тука е доведено до едно сосема поразлично музичко рамниште, кое што понира кон тие медитативни практики, кон кои што Cobalt Con Unit се склони да пловат. Rusalian Ritual Complex е третата композиција на ова издание, композиција во која се истакнуваат пред се фолклорните елементи преку пулсирачкиот тапан и игривиот кларинет, што се преточува во своевидно трансцендентирање низ овој музички кошмар кој што представува оваа тема. И композицијата која што го затвора ова издание е Dissolve and Ascend, уште една долга композиција која што остава простор инструментите да дишат, забележлива е етеричноста пред се на клавиатурата и кларинетот кој што доаѓа до израз во оваа композиција, додека тапаните немирно се бренуваат во позадината и додека се подигнува самиот звучен наплив кој што го создаваат инструментите со нивната колизија во вплеткувањето на звуците кои што ја поседуваат. Издаден е на 15 мај оваа година за PMG Jazz, петтиот албум со кој што се затвори циклусот на албуми на издавачот, издадени 5 недели подред за време на пандемијата, што беше едно одлично освежување на домашната сцена со бликање на овие изданија. Бендот наоѓа најразновидни начини на кои успешно ги инкорпорира елементите од фолклорот, односно од мелосот, одсвирени од страна на истите инструменти кои што музичарите умеат да го хибридизираат нивниот звук со авангардниот фри джез. Бендот остава простор да се развие темата во секоја композиција и дозволува да се разлече ритмиката, да се збогати, да се акцентира со дополнителни символи, не баре станува збор за една своевидна ритуална практика, еден музички обред кој што се воспоставува благодарение на соработката на музичарите на едно место. Значи, нивниот перформанс се избива овој церемонијал кој што го наметнуваат на музички план сега. Обивката символизира своевидна распадната куќа, руини кои што сведочат на одминат живот, може би препуштен на заборавот, меѓутоа содржи од друга страна руинирање во сегашноста, меѓутоа и одживеан живот во некоја си давнешно минато. Сакам да слушам во кои домени ќе ги води експерименталната патека овие музичари и се надевам дека во иднина ќе добиеме надополнување на нивните музички влијанија и пред се збогатување на звучната лепеза на бендот заради тоа што ги владеат нивните инструменти и тоа како знаат да ги воспоставаат во заемна спрега. Меѓутоа мене ме интересираат каде ќе водат овие космички церемонијали на практикување на изведбата на нивните инструменти, така што се надевам дека ќе откријат нови сфери со заговетната музика која што ја создаваат и ќе понираат во одредени недопрени пространства кои што и кријат нивните медитативни ритуални музички практики кои што ги поседуваат. Со оглед на времетрајањето на оваа емисија и времетрајањето пред се на овој албум нема да можам да пуштам во целост, меѓутоа сепак одвоив двете композиции од срцевината на албумот да ги преслушаме, односно ќе ја слушнеме Static Discordance и ќе ги слушнеме Rusalian Ritual Complex, односно овој, како што го нареков, кошмарот на русалките. Така што во продолжение слушаме музичките церемонијали на Cobalt Code Unit. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабра, 443-то издание, во кое што ви говорам за 4 исклучителни албумски остварувања, издание именувано под насловот Раритет, заради тоа што станува збор за ретки квалитети кои што ги поседува домашната сцена, кои што сметам дека треба да бидат слушнати и да допрат што е можно подалеку до
слушачкиот аудиториум. За крајот ни преостана за денес уште албумот Random Дестинација на бендот Дактили. Станува збор за алтернативен инди, односно арт-рок бенд под силно влијание на домашните Архангел и Санс, бенд кој што поседува еден лежерен рок-н-рол призвук. Во бендот членуваат Милан Атанасов како вокал, Ставре Ангелков на гитара, Столе Велков на бас и Душко Менушев на тапани. Овој албум е снимен во студиото Алшар во јули, започнувајќи 2019 и завршувајќи до јануари 2020 година. Миксот, продукцијата и мастерингот е на Ивица Јанкуловски Штраф, а обвивката, односно дизајнот на ова издание е на Никола Пијанманов, кој што представува еден своевиден постмодерен иконостас, ставен во функција на самото издание, кое што започнува со композицијата Убав ден, каде што може да се забележи блузрок влијанието кај принципот на свирење на клин гитарата, која што има свој милозвучен тон и дополнително соло, долувајќи го благопријатното сеќавање на позитивните вибрации на убавиот ден, која што понира како, не знам, лежерните дела на Pink Floyd од Медал периодот или Асен може би од Зидот. Така што е на убаво отворање со помош на оваа композиција, на овој позитивен албум. Насловната тема Random Дестинација е втората композиција, која што во која што се потенцирани 1000 слики, доживувања и волшебни патувања, нижење на сите тие сеќавања од одењето на пат, иако бендот потенцира дека бегството не е солуција. Тие посочуваат дека потребно е да се биде среќен затоа што сонцето грее, а една рандом дестинација може да промени од корен нечиј поглед на светот. Третата композиција на овој албум е темата Вожња, композиција во чиј што рефрен се потенцира дека се оди на запад, па затоа треба да се праша за потребните дирекции, додека рок-н-рол солото се везе во оваа композиција, која, како и останатите, содржи на потентна нишка на меланхоличност во клин аспектот на свирењето на гитара, што е препознатлив за овој бенд. Меѓутоа, таа елегичност е составен дел од сите композиции, без разлика колку се потенцираат убавините или па се навраќа со еден своевиден флешбек на носталгијата на минатото. Сепак ја има ова нишка на таговност која што е присутна во сите дела. Јас и ти е четвртата композиција, каде што гитарата ме потсети на упростени верзии на старите композиции на одличните Калт, една љубовна композиција, преточување на копнежот помеѓу саканите во збор. Петата композиција е Нурни длабоко. Немам собнежи за инспирацијата на музичкиот план, која што е повлечена од радост, од хардкор на Архангел, па како што посочуваат во оваа композиција да се впуштиме во непознатото и тие треба да не се плашат да се нурнат во недопирливото, длабоко, иако во гитарските сола се забележува спретноста на музицирањето и кохабитирањето на музички план на самите членови на бендот, сепак сметам дека е потребно посериозно излегување од оваа матрица на преповторување на веќе готови чинители кои што ги имаат воспоставено во минатото бендовите во 90-тите години на домашната музичка сцена. Со тоа што Аветон човеку е шестата композиција, една мистична композиција за човек кој бега од контакт, а од друга страна па трага по допири, замотан во прашања и одговори, една мистична тема која што и одскокнува од претходниот звук кој што го имаме забележано. Значи како албумот прогресира, така бендот во последните две композиции ги истакнува авангардните димензии на арт-рок, сензибилитетот кој што можеби не се толку воочливи во претходните, и секако кулминирајќи со седмата композиција Лоран Дит,
символично доведено од рудникот Алшар во близина на Кавадарци, композиција која што започнува со осцилации на фреквенциите со оглед на тоа што ова е металот, нели, на кој што доаѓа од срцевината на сонцето, што може па искрено бендот да го ова осцилирање може бендот да го искористи како подлога за експериментирање во психоделичните се домени, што се надевам дека ќе биде една убава спрега на модерната продукција и пред се прогрок звукот на 70-тите. И сметам дека овој смел пристап, пред се јас лично сакам да го слушнам од бендот во иднина, да го наметнат и врнат сите преостанати песни, затоа што пред се овој уникатен призвук кој не е факсимил на домашните бендови на 90-тите, туку е уникат за нив, кон кој треба да се стреми бендот со нивното заемно музицирање, како што ова е случај со оваа композиција, и да пред се да ја наметнат врз основа на мелодијата и на ритмиката која што е присутна во претходните композиции. Се разбира, тоа ќе одбие голем дел на слушатели кои што можеби сакаат да го слушнат нивниот милозвучен призвук и лежерност пред се во музицирањето кон кој што асоцираат овие нивни блуз-рок влијанија, меѓутоа сметам дека може да експериментираат со поразлични форми кои што очигледно дека се спретни, го имаат знаењето, меѓутоа сепак сакам да слушнам дактили како би еволуирале во поглед на овие сфери. Мислам дека ги гледав на едно издание на Лузерфест, ако не грешам, иако и тие во време на корона го промовира својот албум во живо во Струмица, што е уште еден смел потфат за бендовите кои што ви говорам. Јас би сакал да видам исто така посмело експериментирање од членовите на бендот и да излезат од сенката на Архангел, на Санси и останатите бендови од 90-тите, да се пробаат во прогресивниот рок-н-рол, пред се да го прошират својот звук со психоделичните аспекти и да снимат нешто што нема да биде толку милозвучно, можеби и наивно, како во овие поп-рок сензибилитети кои што има на почетокот на албумот. Сепак станува збор за рок-н-рол бенд и како таков треба да демонстрираат надмоќ над музиката која што ја создаваат, а не да биде пасивна и милозвучна како тоа што е составен дел од нивното милје, меѓутоа таа нота на елегичност и меланхоличност може максимално да ја истакнат во нивните дела. Албумот е од времетраење на 25 минути, исто како што е времетраењето на EP изданието на Искра, и тука веќе се наметнува прашањето за таа тенка линија помеѓу тоа што може да го наречеме EP и тоа што може да го наречеме LP, значи границите се бришат со оглед на тоа што нумеролошки блиску се бројот на песни кои што се наоѓаат на едното и на другото издание и времетраењето е доста слично, така што овие два бендови ги тенчат границите помеѓу тоа што по дефиниција треба да представува едно EP и едно LP, меѓутоа денес дефинициите ги губат нивните строго детерминирани значења со оглед на тоа што може и една композиција да трае 1 час, а сепак тоа да не биде албумско остварување, така што тоа зависи конкретно од поимањето што го има бендот поглед на концепирањето на своето дело, така што од овој албум ќе слушнеме доколку имаме време, убав ден, рандом дестинација, вожња, Нурни Длабоко и Лоран Дит. Со надеж дека ќе допрете до милозвучниот призвук на овој бенд. Така што во текот на емисијата ви говорев за Стих Наумов и нивното EP издание Стихилизам, потоа слушаме музика од Искра и нивниот албум Акт 1, потоа следува Cobalt Code Unit со нивното деби издание Rural и емисијата завршуваме се извинувам со албумското остварување Рандом дестинација на бендот Дактили. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 443-тиот гримоар на Дансе Макабри, го враќам на полицата која останатите изданија кои гријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабра, слушајте музика и останете вклени.